Браво, Јана. Браво, Јана. Драги наши гледачи, ова е Јана Пендаровска од Балетско студио Ребис. А Балетско студио Ребис ти благодарам. Остануваш тука. Заедно со нас и тука ни се и другите девојки кои што ќе може да ги видиме и подоцна, може да дојдете, да бидете вие тука. Балетско студио Ребис, 32 години традиција, 32 години многу труд и доволен мотив за нови и млади генерации кои неуморно работат. Она што можевте да го видите, излегува се разбира од креативните раце, но и ќе кажам и креативниот извонреден ум на Емилија Кузмановска и Леона Танасковска. Добро утро. Добро утро. Предпоставувам дека е чест и задоволство да работите со млади нови генерации. Балетското студио Ребис остави значен белег кај нас на македонското тло, со оглед на фактот дека пред 32 години беше единственото кое тогаш започна, веројатно други беа времињата, денеска се поинакви времињата, но можностите се поголеми. Вие, како млада генерација, која што ја продолжувате таа традиција, може да започнеме со тебе, која продолжувате таа традиција, колку за вас е обврска, дека треба особено да се почитува тоа што е изработено на назад години, но и обврска дека треба да се продолжи. Да, така, значи, првично ви благодариме на поканата за учеството во утрешната програма. Секако, значи, одговорноста е голема за да се продолжи таа долга традиција, 32 години, реално се, нели, веќе голема одговорност, но со голема одговорност доаѓа големо задоволство. Значи, секој настап, секој успешен надпревар е мотивот што не турка нанапред за да ги продолжиме нели, понатамошно сите часови, сите проби, така што тешко е секако, како и во секоја бранша, но сепак задоволството е големо и гордоста е голема, така што кога ќе ги видиме вака членовите на Ребис успешни, тоа нели поттикнува уште водиме понапред. Емилија вели задоволство е, вели да се работи, предпоставувам дека е неуморен труд, така? Да. И не ти предпоставува проблем по напорен работен ден да влезеш и да бидеш уште неколку часа во сала со овие дечиња. Секако, значи трудот е неизмерен. Но, како што кажав, таа е таа некоја магија на Ребис, каде што едноставно продолжува да самата да те привлекува кон Ребис. Леона, символот за модерен танц е Ребис. И остана да биде така. Што се крие за таа магија? Која е магијата на Ребис? Зошто нема потреба да се објасни кога ќе се спомене името? Пред се Ребис, како што кажавте, беше прво единствено балетско студио во нашата држава. Сега се многу побројни. Меѓутоа, секое дете од 4 годишна возраст, кога ќе започне во нашето студио, станува со желба да биде инструктор, да може да креира и да создава кореографии, како што бевме и јас и Емилија дел од тоа. Така да мислам дека самата енергија во самото студио прави нешто да не можеме никогаш да си одиме од Ребис.
Јас себе ќе признам, искрено ќе кажам дека имаше период во животот кога јас работев во Ребис како инструктор по аеробик и посебно емотивно доживувам кога гледам како напорно работат младите генерации. Што сега се изучува во Ребис? Верувам дека времијата се променети, може и двете неизменично, да, Емилија? Да, значи секако Ребис останува во исчекор со светските трендови, се изучуваат различни типови на танц, од модерен, современ, имаме елементи на класичен балет, секако хип-хоп и секако акро денс, така што имаме за повозрастните зумба, аеробик, пилатес. Добри, повозрастните ги споминавме убаво. Да. Награди, признание постојано добивате. Може само да споменеме дека сега имаше танцов надпревар минатиот викенд. Да, бевме, го организира Dancers United под водство на Сари Нермин Кочан. Земавме учество, беше феноменален надпревар. Тоа е танцова асоциација, така че малку знам за неа, но е светски позната. Да. Dancers United се од кај нас. Меѓутоа, они за прв пат направија надпревар. Имаше над 600 кореографии, преку 1500 учесници. Навистина таков надпревар му недостасуваше на Скопје. Беше феноменално, имаше премногу учесници надвор од нашата држава. Се надам дека ќе го продолжат уште многу години и ќе бидеме исто така дел од сите надпревари. Се надевам дека ќе бидете дел, по тоа што го работите. Како сме ние во споредба, затоа што имате прилика да видите, како сме ние во споредба со другиве држави и танцови групи кога ќе дојдат. Чекор рамо до рамо со нив можеме ли да застанеме на сцена во делот на кореографиите, во делот на следење на светските трендови, танцови трендови? Двете неизвично. Мислам дека може. Меѓутоа, во другите држави се многу побројни. Така да ние сме многу лимитирани со број на деца. Меѓутоа, задоволство е да се настапува, нели, здрава конкуренција и убаво и за децата да можат и да видат и да научат и секој успех и секое место за нив е чекор за понапред да одат. Мислам дека да, Македонија е талентирана по многу работи за танц, можеме. Емилија, што вела децава по завршувањето? Полни со импресии или се? Да, мислам дека секој надпревар ги мотивира уште повеќе. Можам да кажам дека се сите доволно зрели за да ги увидат нивните можеби грешки, можеби простор за повеќе работа, за повеќе труд и мислам дека се многу повеќе мотивирани со следниот надпревар. Добро, спомена Леона од 4 годишна возраст. Групиве како ви се организирани, од колку до колку години? Сега тука танц е сепак во прашање, верувам дека има и лимит до кога може да настапува, потоа преминува да го пренесе знаењето, искуството. Немаме лимит. Доброто е што на надпреварите почнаа да прават и категории 19 плюс. Нема ограничување. Добро. Од 19 кој се чувствува дека се уште во кондиција да се надпреварува, може да се надпреварува. Имаме лимит од најмалата возраст. Од 4 години, тоа е чисто заради да може детето веќе да има концентрација и да го издржи едниот балетски час. Ќе прашам, иако знам дека нема ништо поубаво од танц, нема ништо поубаво од аеробик и сите тие форми нови на аеробик кои што постојат за одржување на телото, но клучно кога ги спомнуваме децата, мора да издвоиме зошто е толку значено уште од малину за да се пратат на танц, не само координацијата, туку и држењето на телото. Што се има? Значи има многу бенефиции како за физичкото, така и за менталното здравје, тука е социализацијата на децата, потоа секако нели во здраво тело, здрав дух, сите ја знаеме таа нели поговорка, така што од физичко здравје за растегање, за држење, за исправен грб, сите знаеме сега дека со технологијата нели физичкото здравје многу страда, така што е одличен начин да го задржиме физичкото здравје и да останеме во кондиција. Сега ќе ги споменаме тука возрастните. Споминавме дека е ментална хигиена, аеробикот и сите форми кои што вие ги одржувате во Ребис.
Како е работата со повозрастните жени, да ги натерате малку повеќе да се вклучат, да бидат редовни на часовите, да не испуштаате часови, да пред се да ги примамите, да дојдат да одвојат дел од своето време слободно, така да го пронајдат, да одвојат и да го посветат на себе. Како ви оди таа работа? Искрено мислам дека е доста едноставно. Самите сами си доаѓаат. Да, самите имаат желба да го посветат тој еден час на самите себе. Бидејќи мислам дека сите се премногу окупирани со секојдневните обврски, што тоа им е како некоја, да кажам, премија во текот на денот. Да дадат еден час да се го посветат на самите себе и да се фокусираат на своето здравје. И верувајте ми, премија, особено ако сте жена во домот, премија е да си одвоите еден час за себе. Ќе завршиме со Леона, со тоа што ги споминавме наградите, признанијата. Ако ве прашам кој ви е најдраго од нив, мислам ќе биде себично веројатно да се издвои, но колку тие се мотив и колку тие се волја да се продолжи понатаму по патот. Премногу, бидејќи ние ги спремаме децата за да може да добијат признание, награда, тоа е нивниот мотив. Затоа учествуваме секаде на секој надпревар, најчесто и највеќе поради нив, за да осета таа магија ние што сме биле дел од надпревари. За жал, јас и Искра веќе не се надпреваруваме, другата инструкторка, меѓутоа верувам дека имаме многу поголема трема и повеќе го славиме секој место добиено за разлика од нив. Вие мора да бидете добри психолози затоа што се децата во прашање, па некогаш се случува и пораз, некогаш и се случува и неочекуваното наместо прво, второ место, и тука сепак да ја задржите волјата дека треба да се продолжи понатаму. Тоа не е лесно. Да. Воопшто не е лесно, ама е големо задоволството. Продолжете така и понатаму. Особено ми е драго што имав можност и прилика да ве запознам и да видам кој ги продолжува стапките на 32 години традиција и работа Ребис. Благодарам. Ајде да ги видиме сега останатите. Јана не беше тука, како е твоето име, се извинам? Софија, презиме? Бискова. Софија Бискова и Ирис Шеиновиќ. Ајде повелете. Одушевување се. Секоја чест, браво, девојчиња. Гледам како се движат. Замисли вака да ни почнеме секоја емисија рано наутро во 6:45 колку. Ама со колку бава енергија па ја привршуваме емисијата. Многу ви убаво на работа. Многу. Многу ви убаво.